Здраво на сите! Еве не во уште едно издание на подкастот на Плюс Инфо. Мој гостин во ова издание е министерот за внатрешни работи, господинот Панчо Тошковски. Министре, добре дојдовте во нашата редакција. Добре најдов, благодарам на поканата. На почетокот ќе ви поставам само едно прашање, поврзано со актуелните истраги што ги води Министерството, а разговорот потоа ќе го насочиме на политички теми. Пред овој разговор вие имавте една средба со турскиот амбасадор. Сакам само да ве прашам, дали има нешто ново во врска со екстрадицијата на Лјупчо Палевски Балчо? Не, моите информации не говорат за новости надвор од она кое што е досега споделено со јавноста. Така да немам што да додадам надвор од она кое што е споделено со јавноста од аспект на состанокот кој што ги имав денес со амбасадорот на Република Турција. Орете, луѓето и неку тешко кај нас го разбираат концептот на цивилна контрола во Министерството за внатрешни работи и за одбрана. Тешко разбираат зошто министрите треба да бидат цивили, односно да не бидат активни полицајци или офицери, а второ, уште потешко на некој начин се разбира фактот дека нешто што вие го нагласувате често овие денови, дека например во Министерството за внатрешни работи оперативната команда ја има директорот на Бирото за јавна безбедност. Во случајот е господин Сашо Тасовски. Зошто го нагласувате овој факт? Во неколку наврати, например проблем со Тасовски? Вака, благодарам на прашањето. Ова е суштинско прашање од аспект на функционирање на Министерство за внатрешни работи, како во нормална влада, така и во влада која што би требало да е гарантор за фери демократски избори, пошто тоа е целта на оваа влада. Техничка влада е поим кој што законодавецот не го употребува, но народски е прифатено и народски така се поименува. Исто како што поименуваме, не знам, технички министер, технички премиер, такво нешто не постои во рамки на законот за влада, но таквото поименување би требало да не насочи во одредена насока дека има нешто специфично во овој временски период, зашто оваа влада функционира така како што функционира, дел формирано од страна на партии кои што се на власт, односно луѓе по предлог на партии кои што се на власт, дел формирано од страна на луѓе по предлог на партии кои што се во опозиција. И тоа е концептот на функционирање на оваа влада, компаративно несватлива за никого, компаративно несватлива за нашите меѓународни пријатели со кои што имав можност да разговарам во овој краток временски период на вршење на оваа функција, овие 2 месеци 60 дена од прилика наназад, но факт е дека тоа е така како што е. Ова би сакал да го поврзам со она кое што вие го напоменавте, а е така. Уставотворецот утврдил цивилно лице да управува со Министерство за внатрешни работи и цивилно лице да управува со Министерство за одбрана. Зошто? Заради тоа што претпоставувам јас барем дека сакал да потенцира вршење на оваа функција на индивидуа која што размислува малце поинаку во најмала рака од начинот на кој што размислува еден војник, односно начинот на кој што размислува еден униформиран полициски службеник. Министр, ќе ве прекинам кратко. Таа промена не дојде во Македонија сосема случајно. Во раните 90-ти години се водеше на голема битка тука при поставувањето на првиот устав во Македонија. Јас бев малку посматрач и малку близо до инсайдерите на таа битка, така што имаше голема битка да се оствари таа цивилна контрола. Суштинскиот аргумент кој тогаш се постави беше дека ако не се направи таа реформа, практично овие два мокни ресора кои располага со големи капацитети, отприлика 10.000 припадници округло во тоа време, не знам сега колку е на Министерството за внатрешни работи, другиот сектор кој контролира војска, армија, оружје, јавни набавки, пари огромни, практично ќе го контролира целото општество. Тука беше суштината да се бара цивилна контрола, политичка контрола во сесовите.
Се извинувам што прекинав. Нема проблем. Се согласувам 100% со она кое што го кажавте. Јас само се обидов на еден симплифициран начин да го подкрепам она кое што вие го кажавте, а тоа е дека се согласувам со начинот на дефинирање на правилата на игра од страна на уставотворецот дека цивилно лице треба да го управува и ова министерство кое што јас го раководам и Министерството за одбрана. Особено од овој аспект кој што и вие го напоменавте. Но зошто потенцирам цело време дека токму оперативната улога, оперативната моќ, императивните законски овластувања кои што така ги дал законодавецот се дадени токму на директорот на Бирото за јавна безбедност, а не на министерот за внатрешни работи, заради тоа што во рамки на едно нормално функционирање, кога министерот за внатрешни работи не би бил задоволен од работата на директорот на Бирото за јавна безбедност, кој што е носител на златната команда и не постапува согласно очекувањата на министерот за внатрешни работи, од кој дел, не знам, има потреба да се организираат избори, па министерот за внатрешни работи бара од директорот, чија надлежност е да свика оперативен штаб за организирање на избори, да го свика веднаш во рамки на праксата која што претходела секогаш во министерството, директорот го свикува после 2 недели, да речеме. Бара веднаш да му одговори на определени информации кои што се означени и за јавноста и за тековното функционирање на министерот. Директорот писмено го добива барањето од министерот на 1, да речеме, март, а при тоа одговорот го изготвува на 10 март и тој писмено патува во истата зграда од третикат до првикат до 20 март. Од прилика, не ме држате за збор за деновите, но околу 10 на дена, од кога е изготвен писмениот одговор на моје барање веднаш да ми даде одговори, тоа одговорот на прашањата кои што ги поставив ја не е некоја виша физика и математика која што треба да биде сработена од страна на службите во министерството. Така да со ваков начин на функционирање во Министерството за внатрешни работи, ценам дека во рамки на едно нормално работење на истото, тој кој што го предлага, директорот да биде избран од страна на владата, веднаш ќе предложише директорот да биде разлешен од страна на владата. Сега, во вакви специфични околности какви што имаме, можеби прашање е дали мојот предлог ќе биде прифатен од страна на владата. Јас би рекол дека теоретски шанси нема да се случи тоа, заради тоа што нити имам законски овластувања изречно наведени во одредбите кои што се однесуваат за влада за спроведување на избори, посебно дефинирани додадени во 2016 година, а се што немам изречно законско право дефинирано со основи одредби, владата до сега се дрзна да ми поништи одлуки каде што имам изречно законско право, а камоли пак каде што тоа не е наведено. Така да, вашето прашање дали сум задоволен од работата на директорот на БЈБ до сега, не сум задоволен. Зошто не сум задоволен? Заради тоа што сметам дека со неодговарање на времено од страна на истиот на мои барања, кои што ги имам доставено, дури и во писмен формат, заради тоа што претходно усно не ми биле одговорени, со непостапување од страна на истиот согласно нападствија кои што се дадени од другите оддели во рамки на министерството, на начин на кој што би бил соодветен да се постапи и така натаму и така натаму. Јас лично не сум задоволен од неговата работа, но тоа е што е. Зошто е така? Да не мистифицираме се. Што се расправа? Што е суштината? Каде е отпорот на господинот Тасевски кон вас? За кои работи? Видете, не можам да речам дека станува збор за личен отпор кон мене. Тој на состаноци кога е присутен, ние имаме многу културна и професионална комуникација. Јас немам лична забелешка на неговиот однос од аспект на комуницирање кога доаѓа на состаноците, но имам забелешка заради тоа што овој оперативен штаб кој што треба да биде директно раговоден од неговата диригентска палка, по мои информации, истиот не присуствува на 2 последователни состаноци во рамки на неговото функционирање. А токму тој оперативен штаб треба да има главната оперативна улога во рамки на спроведувањето на изборите. Така да мислам дека кој да е друг на моје место не би бил задоволен од тоа да директорот на БЈБ кој што е носител на златна команда во рамки на функционирањето на министерството
не присуствува на состаноци на оперативен штаб за спроведување на избори, каде што мора да присуствува. А при тоа назначува негов заменик, кој што ја раководи целокупната работа, а во рамки на правилата на игра, подзаконските акти, кои што дефинираат оперативно спроведување на оваа акција, таков заменик не е предвиден. Да, праксата била таква, но таков заменик не е предвиден. И веројатно вие не можете на тој заменик да му наредите нешто, да побарате нешто од него. Или можете? Јас не можам никаква наредба да дадам нити на директорот на БЈБ, нити на неговиот заменик во рамки на оперативно командување, кое што е суштина. Секој еден обичен човек гледа оперативно командување на униформирана полиција, гледа оперативно командување на одделот за организиран криминал, да речеме, гледа оперативно командување на одделот за форензика и така натаму и така натаму. Сите овие Министр сега на секретарката и на шоферите или на кого? не. Во рамки на Министерството за внатрешни работи има оддели кои што се директно под Министерот за внатрешни работи, како што е одделот за внатрешна контрола, да речеме, кои што во изминатиот период покажа и како сериозни резултати во борбата со неспроведување на законите од страна на полициските службеници. Погледнете го мојот Facebook профил и информациите кои што излегуваат од официјалната страница на Министерството за внатрешни работи, ќе видите огромен број на предмети кои што биле заташкувани изминатиот период, ставани под тепих, неспроведувани, а при тоа со непостапување во рамки на закон, дури се сторували и соодветни кривични дела. И тоа не мал број. Значи, за овој период од 2 месеци, одделот за внатрешна контрола, кој што е директно под министерот, се истакна со многу успешна работа. Констатираше многу постапување од страна на полициски службеници спротивно на закон и поднесе голем број неизвештаи до јавното обвинителство, кои што понатака се процесуираа и со кривични пријави. Пред некој ден поднесена е кривична пријава во врска со незаконито постапување на службеници од СВР Струмица. За ова бев демантиран од страна на мојот дополнителен заменик министер дека немало такви кривични пријави. Еве има. Претходно беше доставен извештај, сега беше доставена и кривична пријава. Така да под, например, да речеме, министерот директно се и управните служби. Знаете како функционираа управните служби пред 2 месеци, знаеме како функционираат сега. Дека има управни служби кои што се по примерот на Шведска и на Данска, нема, да не се лажеме. Но дека има разлика во работењето и управувањето на управните служби од пред 2 месеци до сега, има и такако. Ке зборуваме за тоа, само што да ви прашам, за да биде појасно и на луѓето што ќе гледаат ова видео интервју. Еве да замислиме на ситуација, на 100 метра од тука, например, се случува некакво кривично дело, јас и вие дознаваме кој е начинот да се покрене механизмот, да се покрене полициска единица, да дојде да го спречи тоа дело, да изврши увид или да направи нешто, да им помогне на граѓаните, имајќи предвид дека па на другата страна на 100 метра од овде има полициска станица. Полициска станица Пролет. Така. Како се вие ќе се јавувате во како ќе функционира тоа практично? Значи вака. Сето ова кое што вие сега кратко го елабориравте во делот на конкретен кривично правен настан, ќе биде под надлежност на Бирото за јавна безбедност. Бирото за јавна безбедност, на чие што чело е директорот на јавна безбедност, во рамки на својата територијална надлежност има 8 савариња. Односно има началници на 8 савариња. Во Република Македонија имаме СВР Тетово, СВР Охрид, СВР Битола, СВР Куманово, СВР Штип, СВР Велес и СВР Струмица. Така е, ви благодарам. Значи, овие савариња имаат своји началници. Во рамки на техничка влада истите имаат началник поставен од моја страна и началник поставен како дополнителен началник од страна на дополнителниот заменик министер. И тие се тие кои што на територија на своето СВР се оние кои што ја имаат диригентската палка, во конкретниот случај златната команда за постапување по конкретни кривично-правни настани кои што би биле на нивна територија. Во рамки на спроведување
на стандардни оперативни планови, да кажам, кои што се од повисоко ниво, опфаќаат повеќе територијални единици во Министерството или покомплицирани акции кои што би требало да се спроведат. Тогаш, оперативната акција, како што е оперативна акција парламентарни и председателски избори 2024, е во рацете директно на директорот на Бирото за јавна безбедност. Тој е тој кој што го има целосното овластување согласно закон и тој е тој кој што ги има целосните обврски исто така согласно закон. Телефон да му речете: Сашо, види, овдека се случува овакво нешто, имам сега случајно дозвон допира глас до мене, тргајте по акција. Би биле тут комотен, имате таква релација, да речем? Да, сум му се јавувал на господинот Тасевски за конкретни работи во насока да бидам информиран дали се превземаат действија или не се превземаат действија. Тоа е мојата улога во Министерството. Како министер за внатрешни работи, неговата улога е да даде конкретна команда на постапување, да даде конкретни насоки на постапување во делот на конкретни оперативни акции кои што би се преземале. Основната разлика е тука, да речеме. Тоа е златна команда, оперативна императивна улога во рамки на работењето на Министерството за внатрешни работи, како директор на Биро за јавна безбедност. Јас сум на позиција министер за внатрешни работи, чии овластувања се дефинирани во рамки на законски прописи и мојата улога е, да кажам, малце поинаква од неговата, особено во делот на овие оперативни акции, задачи, кои што би требало да се превземат во рамки на Министерството за внатрешни работи. Прашањата поврзани со проблемите во службата за внатрешни работи во Тетово, СВР Тетово, нели? Ќе ги почнам со еден виц. Не е работата за вицеви, ама вицот ми се стори згоден за да се објасни таа ситуација. Учителката ги прашува децата на училиште, вели, кое е најдобро време за берење на овошките во дворот? Знаете ли што е вела децата? Децата велат кога е куќето врзано. Ние имаме сега Добар е вицот. Ние имаме сега на ситуација да вие отворено се сомневате, имате аргументи, ги слушате тие аргументи, веројатно ќе повториме овој разговор, дека поради отпорот на владата да ви дозволи на вас, но и на вашиот дополнителен заменик, како се вика таа функција, Бојма Цалиев, да именувате, да назначите нов началник на СВР Тетово и нов заменик началник на СВР Тетово, вие отворено се сомневате дека во Тетово би може да се случат лоши работи, мендуктачи, би рекол, од времето касаплана, нели? Нешто што сме го гледале по таа изборна единица, кај што гравитираат околу скоро 300.000 избирачи, ако не се лажам, 200.000. Бидејќи куќето е врзано таму. Врзано куќето. Или нема да биде така? Видете, ви благодарам на прашањето. Никогаш не ми остава доволно простор вашите колеги да ја образложам ова ситуација во танчина, а е многу битна. Се надевам дека сега би го имал тој простор. Зошто е оправдан мојот сомнеш? Мене и на дополнителниот не ни беше дозволено не да го поставиме таму Петре Петревски, не знам, Мирче Мирчевски, Мухамед, не знам, Ахмети или било кој друг. Нас не ни беше дозволено да отвориме работна позиција, началник и дополнителен. Што значи тоа? Предлог систематизацијата, која што согласно одредбите од Законот за влада сме должни да ја доставиме до владата, врз основа на која што предлог систематизација владата ќе треба да ни даде согласност точно кои 15 работни позиции имаме право да ги пополниме со началник поставен од мене и дополнителен поставен од заменикот, не доби согласност само за оваа позиција. За СВР Тетово. По другите има началник. Така е. Во сите други има. Овде нема. Само овде нема. Зошто? Депе јас цело време не. Значи, многу е битно граѓаните да знаат дека
практично акт, предлог систематизација за прв пат во историја во Македонија е вратен од влада до министерство со амандман сменет конкретен член предложен од мене и од дополнителниот на начин на кој што сме утврдили дека треба да биде предложен. Замислете, владата со амандман ми врати назад систематизација прифатена за 14 точки, но одбиена за една точка. Сега, за тоа не можем да говорам во детали што ми беше кажано на седницата на која што присуствував во владата, затоа што беше затворена седница. Нажалост, не можам да го споделам тоа со јавност. Но, ова кое што го говорам можам, зошто? Заради тоа што факт е дека само позицијата СВР, началник на СВР Тетово, не е согласно сите останати позиции други кои што ми ги дава законодавецот. А законодавецот ми дозволува 15 такви раководни позиции, не 14. И сега јавно поставувам прашање, зошто за владата не беше спорно, правно, да поставам и јас началник, а дополнителен началник на СВР Охрид, да речем, каде што влегува и Кичево, каде што влегува и Струга, каде што влегува и Вевчани, на СВР Штип, каде што влегува Кочани, каде што влегува Делчево, каде што влегува Берово, на СВР Велес, каде што влегува Неготино, каде што влегува Кавадарци и така натаму и така натаму. Туку само не ми беше дозволено јас да поставам началник, а дополнителен началник на СВР Тетово, каде што влегува град, општина Тетово, општина Гостивар, општина Јагуновци, општина Брвеница. За вас исто така е ова симптоматично. Затоа што моето барање беше принципиелно. Јас не реков дајте ми го Штип и дајте ми го Велес, а не ми го давајте Куманово и Струмица и Тетово. Јас ги побарав од принципиелен став сите началници на СВР-ња во Република Македонија. Вие наведовте уште еден сомнителен факт што побудува кај вас сомневање дека нешто не е во ред, а тоа е дека високо позициониран човек во Министерството за внатрешни работи се спушта од тоа ниво на позиција началник на СВР Тетово пред околу месец дена пред вашето доаѓање. И тоа е точно. Добивте образложение. Кој тој човек? Зашто мислите, како се вика? Видете, со началникот на СВР Тетово, кој што е поставен токму пред месец дена да јас да бидам назначен како министар за внатрешни работи, имав посета и тоа беше една од првите мои посети на началник на СВР, едната беше во СВР Скопје, другата беше во СВР Тетово. Имавме многу културен разговор, многу професионален разговор на тема безбедноста на територија на СВР Тетово. Јас не можам да повторно забележам на професионалниот однос од негова страна во рамки на нашата меѓусебна комуникација, но за вас тоа не би било сомнително? Па да, уште посомнително е, например, она драмолетка, она епизода што се случи кога техничкиот премиер Талат Џафери отиде таму во правните служби во Тетово, ги искаа таму некои кутри жени, мажи им лезе како ѓуле у просторија и веројатно да покаже кој е газда тука во Тетово. Чувствувате ли дека тоа е приказава, дека тука нешто се случува, дека постои обид да се каже дека да се подготви терен психолошки, ако не, дека ако биде касапана, ќе мора да се издржи и касапана на изборите? Видете, и себе си, и вас, и нашите партнери од меѓународна заедница, и голем број на луѓе со кои што имам разговарано досега на оваа тема, ги рачунам за разумни и нормални луѓе, кои што размислуваме врз основа на факти, аргументи, докази и имајќи ја предвид територијата на која што ние се наоѓаме. Така, ние не сме во Шведска, во Данска, во Соединетите Американски држави, ние сме на територија на Балкан. Сите овие делови од мозаикот, кои што на крајот на денот, па и упадот, така слободно можам да се изразам, на премиерот и неговиот
во најмала мера непрофесионален и неетички однос со колешката во СВР-Тетово, односно колешката која што работи во рамки на управните служби во Тетово, не можат да не го пробудат сомнежот кај мене. И токму заради тоа побарав од сите релевантни меѓународни партнери, особено ОПСЕ и ОДИХР, да го засилат наблюдувачкиот надзор на изборниот процес, на целокупниот изборен процес, особено на деновите пред гласањето, на 24 април и 8 мај, кој што ќе се одржи, да бидат присутни на теренот. И добив ветување од сите нив дека присутноста ќе ја имаме, тие ќе бидат тука и ќе го наблюдуваат целокупниот овој процес, исто како што ќе го наблюдувам и јас. Исто како што ќе го наблюдуваат и партиските наблюдувачи, исто како што ќе го наблюдуваат и сите инволвирани институционални фактори во Македонија. Но факт е дека гарантот за фер и демократски избори кој го дава законодавецот, а се влече од позицијата да министерот поставен од опозиција постави началник на СВР-Тетово, а овој другиот дополнителниот постави дополнителен началник, кој што врз основа на личниот кредибилитет професионален треба да му гарантираат на министерот, а тој да гарантира на граѓаните, не е испочитуван. Министре, Тоа е факт. Јас ги следам изборите во Македонија од почетокот на независноста, па и пред тоа, бидејќи луѓето може не знаат, и пред тоа имало избори. Се вежба него еден друг систем. И да ви кажам, не ми Косово случајно вако паднат и обелена, сум слушал и сум видел многу избори, особено во овие чувствителни изборни места во овој регион, кои биле масивно наблюдувани, кога имало, да не речем, повеќе наблюдувачи од избирачи, па пак се случувале неверојатни нешта, како на гласање на референдумот, кога во едно гласачко, според пребројаните личиња во една гласачка кутија, паѓаат гласови на личиња, за секои 2 секунди паѓа по едно ливче. Значи, тоа се неверојатни ситуации и се случували други. Ова е можеби хуморна ситуација, меѓутоа се случували многу непријатни работи. Сме имали инциденти, сме имали убиства, сме имале многу лоши работи на изборите. Дали странците со кои разговарате, изјавилите нашите стратешки партнери, тоа е еуфемизам под кој обично се кријат американците, односно ние ги криеме американците кај нас. Не знам дали сте разговарале со нив, но што велат генерално странците, свесни се дека може да има проблеми, дека може да има драма да се случи, секогаш може. Секогаш може да се случи нешто кое што е надвор од нормалното. Суштинското прашање е како ќе изреагираат институциите. Заради тоа имаме закони, заради тоа имаме устав, заради тоа имаме сопови, заради тоа имаме подзаконски акти и така натаму и така натаму. Никогаш прашањето, ако ме прашате, не е суштинското прашање, не би било дали може да се случи. Да, може да се случи. Прашање како ќе реагираат институциите. Прашање дали институциите ќе се постават професионално, во рамки на нивните капацитети професионални, во рамки на потребите на граѓаните, дали одговор, дали имате акција, па имате реакција институционална, дали онаа реакција ќе доликува на реакција на една држава која што претендира да биде членка на Европска унија, а е членка на НАТО. Споредувајќи се себе си со сите останати. Дали ние конечно ќе заличиме на една нормална држава или ќе си постапуваме како што си постапуваме. Видете, јас сум крајно револтиран од односот на владата спрема еден министер во рамки на истата. Во најмала мера што можеа да направат е да ми дадат правно образложение што ми беше ветено дека ќе ми го дадат, зошто владата се дрзнува флагрантно да крши одредби од законот за влада, од нејзиниот матичен закон. 14 пати ги добивте до сега, ако не се лажам. Не, 20. 14 од она кое што излезено до јавноста, добра ви информацијата, ама она кое што не е кажано е дека уште 6 пресуди се донесени од правниот суд. Сега, ама каде е проблемот, господин Геровски? Јас
водам управна постапка на одлука донесена од страна на влада. Законодавецот никогаш не можел да предпостави и до толку да биде иновативен, дека предлог систематизацијата со амандман ќе ми биде вратена. Такво нешто дури ни Ајнштејн не можел да го смисли, дека може да се случи во рамки на целокупниот процес на управување на владата од овие кои што ја управуваат. За жал, и тоа се случи. На таквата одлука на владата за недавање на согласност, односно за амандманско менување на систематизација, дури немам ни право на правен лек. Тука е проблемот. Нивната иновативност за флагрантно кршење на закон оди до таму да законодавецот не можел да предвиди ни правен лек за оваа незаконитост. Замислете колку се они иновативни во кршењето на законот. И заради тоа е мојот револт, и заради тоа сум многу загрижен како оваа влада ќе ги спроведе изборите, па замислете кога не почитува еден прост член од закон за влада, што да почитува останато? Како јас да бидам уверен дека влада ќе си тера по закон за да ја спроведе целокупната постапка што треба да ја спроведе? Да бидем искрен, јас сум можеби малку поголем оптимист од вас дека сепак можеби ќе имаме добар изборен ден и на 24 април и на 8 мај, но малку повеќе ме загрижува нешто друго, бидејќи слушнавме од разни извори дека за она што би можело да се случува после изборите. А тој е период кога вие се уште ќе бидете министер за внатрешни работи во оваа техничка влада, бидејќи тој е период кој се подготвува веројатно трансфер на власт. Нели? Ќе се бира нова влада, веројатно во нова композиција, во нов состав, можеби во стариот, но сепак нова влада. И сега има една теорија, можеби е тоа теорија на заговор, но мене ме загрижува навистина, дека за да се спречи евентуално трансфер на власта и пораз и во извршната власт на оваа сегашна структура, номенклатура, се можна провокации и во сферата меѓуетничките односи, односно провокација со судили некаде на теренот. Дали вие тогаш ќе бидете министер за внатрешни работи во ваков капацитет, со вакви проблеми, што ги опишавте тука, како ќе реагирате вие во таква ситуација? Се појавува некоја група, некаде прави драма и така натаму. Што ќе правите во таква ситуација? Зависи колку дена по 8 мај. Предпоставката моја е дека 4-5 дена после 8 мај, имајќи ги предвид и претходните искуства, јас нема да бидам министер, заради тоа што палката да диригентската улога во Министерство за внатрешни работи ја превзима во тој случај заменик министерот, тоа е господинот Назим Буши, така е согласно закон. Така да заменикот министер, не дополнителниот заменик министер господинот Митко Бемалцелиев, неговата улога и мојата улога завршуваат со денот на утврдување на изборниот, прогласување на изборниот резултат. Наредниот ден со министерството управува заменикот министер господинот Назим Буши, така е по закон. Така да ова прашање добро е да му го поставите него. Мислам дека треба да даде соодветен одговор. Ми изненадивте, да кажем искрено, затоа што го превидов. Нема проблем. Овој битен момент. Нема проблем. Сепак вие сте ќе бидете сте дел и веројатно ќе бидете дел во ВМРО-ДПМН, веројатно победничката партија на изборите, веројатно детално ќе размислувате за овие предизвици и проблеми. Како според вас тогаш би требало да реагира Министерство за внатрешни работи ако има вакви предизвици, вакви провокации на теренот? Што треба да се прави? Многу едноставен е одговорот. Само треба да реагира професионално, по закон, еднакво за сите, без оглед на тоа кој од каде доаѓа, без оглед на тоа чии родбина е, од која лева или десна проминенција е, без оглед на тоа дали станува збор за имашен или сиромашен, без оглед на тоа, буквално без никакви предрасуди. Законот мора да важи еднакво за сите, законот мора да биде применуван еднакво за сите, еднаков начин треба да се на постапување да има од страна на
на кој да менаџира и управува со Министерството за внатрешни работи, а ова треба да се однесува и на било која друга институција во Македонија. Има една поговорка која што ја чув од една колешка во Министерството, ми вели: министре, имавме некоја слична тема на дискусија, во Македонија, вели, имаме пајакова мрежа каде што бомбарите поминуваат, но мушичките се фаќаат. Тезата е многу интересна. А посебно па имајќи предвид дека насловот на тезата е пајакова мрежа во Македонија. Така да, ако се тера така како до сега, тогаш имаме многу голем проблем. Но ако навистина законот еднакво важи за сите, ако имаме владење на правото, ако институциите си ја работат работата која што им утврдена согласно закон, без оглед на тоа чие име и презиме е позади тефтерот, тогаш многу лесно. Надвор тоа како функционират или не функционират институциите, прашањето ми е од политички аспект. Дали мисли дека постои еден потенцијал, енергија кај народот, кај луѓето за меѓуетнички конфликт после изборите поради промената на власта? Не мислам, зашто ова е теза по мене која што се обидува да ја наметне една моćна политичка групација која што е на власт и која целата своја позиционираност ја темелела во минатото на база на меѓуетнички тензии, потенцијални нарушувања на безбедноста, мирот и така натаму и така натаму. Основната круцијална позиција од која што ја црпела моќта е токму оваа теза. И ова ми наликува на класично фрлање на пердови во етер, кои што треба да бидат собирани од сите, а при тоа врз основа на таквата, најпросто да ја кажам, нелојална конкуренција, таа политичка гарнитура и политичка структура црпи моќ за себе позиционирање и виднина, имајќи предвид дека тоа е единствениот начин на кој што го зголемува контото на гласови. Освен незаконски спроведувања на целокупниот предизборен процес и со вакви заплашувања и фрлање на пердови во јавност. Сега, тоа е едната страна од приказната. Другата страна од приказната е дека и македонците, и албанците, и турците, и власите, и ромите, и србите, и бошњаците, сите оние кои што живееме овде, на оваа убава земја, дотукани е веќе од овој криминал, корупција, организирано опустошување на држава од страна на одредени моćници во минатото. Тоа не можам да кажам дека е само 6-7 години, многу повеќе. Најмалце трајано 10 години на најако пуштени. Многу се мудри нашите граѓани. Нема да дозволат да бидат втурнати во вакви нереални сценарија. Не верувам дека тоа би го овозможиле како реалност овие моćници. Зошто? Заради тоа што за кратко време сум сигурен дека ќе одат во политичка пензија, а со нивното одење во политичка пензија ќе се овозможат соодветни предуслови за да институциите си ја работат работата, а тие предуслови ќе биде многу интересно како ќе се одразат од аспект на конкретни кривични дела, за конкретни сторители, висок профил на корупција, висок профил на организиран криминал и сето она кое што сите ние го знаеме. А глумиме дека не го гледаме во рамки на една законита постапка, не со политички прогон код вчера. Во рамки на законита постапка, презумција на невинност не за џабе е измислена како едно од основните начала во кривичното право. Се расветли вистината и одговорност има име и презиме на крајот на денот. Сите македонци, албанци, турци, власи, роми и сите останати се жедни за правда. Мојата теза е дека секој од нив посакува правда. Без одговорност, особено за кривично-правни настани, од висок профил, без име и презиме на истите, правда не може да има. А сите тие, за краток временски период, после изборите,
ќе се уверат дека ова кое што сме го говориле и го знаеме фактички, само немаме докази. Е така. Прашањето за тоа како ќе изгледа правдата после изборите, го чувам за крајот на овој разговор. Претходно сакам да ви кажам дека и вие спомнавте нешто на таа тема. Јавноста го препозна вашиот личен ангажман, ангажманот на вашите соработници на еден дел од Министерството за внатрешни работи, на службите, управните служби, да се реши она криза со личните документи со новото службено име, која беше онака драматична. Јас имав една колумна во која напишав после оваа криза кампањата завршила практично за тој што ја создал кризата, а тоа е власта, се разбира. Има една теорија што сакам да ја проверам со вас, не знам дали изговорена некаде, не би можел да кажам да се седам дека вие кажете така нешто, но некаде беше кажано дека оваа криза била намерно предизвикана. Бидејќи многу работи беа поврска со таа криза нејасни. Например, нејасно е зашто би било обврска на граѓаните тие да се грижат по 5 години, се ги заминат лични документи, кога граѓаните не се договориле со никого. Тие не се предмет на договарањето со Грција. Државата била должна да ја заврши таа операција. 5 години не беа малку да се заврши сето тоа што мораше да се заврши после Преспанскиот договор и така натаму. Има ли основа за тврдењето дека можеби оваа криза е создадена намерно за да избие во еден клучен момент како сега? Па ви улетуете нели тука како министер да решавате сега да вадите жешки костени од огнот. Ви благодарам на прашањето. Воведот во рамки на прашањето беше многу интересен и еве ме доведува до позиција да го кажам она кое што се размислував кога да го кажам во јавноста. И дали? Или не? Не, дали ќе го кажев секако. Прашањето беше на време само кога. Од страна на ова ексклузивна информација, иначе прв пат ја кажувам, не сум ја кажал до сега. Додуше и пресно е доставен извештајот до мене. 100 и кусур страни е, морав да седнам детално да го анализирам. Од страна на одделот за внатрешна контрола, до мене како министер и до дополнителниот заменик министер е доставен извештај за анализа на целокупниот овој процес поврзан со менаџирање, планирање, спроведување на се она кое што е поврзано со личните документи. Овој извештај е строго доверлив од аспект на карактерот кој што е, но од истиот можам да ги извлечам како заклучоци следниве елементи, а тоа е дека извештајот го констатира токму она кое што јас го говорев уште од самиот старт на моето започнување на оваа работна позиција, а тоа е дека имаме лошо планирање и катастрофално менаџирање на процесот со набавка и издавање на лични документи. Што значи тоа? Тоа значи дека прво во извештајот е констатирано навистина постоеле објективни причини зошто Министерството не отпочнало во 2019 да ги издава документиве, туку отпочнало од 2021 7 месец, да речеме, со првиот пасош со новото име. Наведени се таму одредени причини како такви. Но повторно се поставува прашањето дали 2,5 години биле потребни за тоа. Ама и тука не можеме да кажеме Петре, Трајче, конкретна позиција. Нели, тука ќе речеме владата не изготвила, не дала мислење, не знам таму година дена на одредени прашања кои што биле доставени до незе, спрема Министерството, па за тој период не можеме да го обвинуваме Министерството и така натаму и така натаму. Но во делот на планирање на конкретниот број на патни исправи кои што требало да бидат нарачани и особено во делот на динамиката на испорака
и начинот на спроведување на сите овие постапки, извештајот утврдува конкретна вина кај 2 помошници министри во рамки на Министерството за внатрешни работи, кои вина зборам од аспект на пропусти. И согласно истиот извештај се констатира дека се поведува дисциплинска постапка за еден од овие помошници, а во однос на другиот се констатира дека пропуст е сторен, но не се поведува дисциплинска постапка за тоа што од неговото действие до моментот на утврдување на овој пропуст се поминати повеќе од 12 месеци, кои што согласно закон се временски период за кој што може да се утврди дисциплинска одговорност. Тоа значи дека за еден помошник министер ќе биде покрената соодветна дисциплинска постапка во рамки на Министерството за внатрешни работи, односно одделот за дисциплински постапки ќе мора да си донесе, да си ги спроведе оние постапки кои што треба да ги спроведе по закон во однос на еден помошник министер. И исто така, овој извештај, како таков, согласно на кое што го прочитав во него, е доставен и до јавното обвинителство на Република Македонија. Јас лично не можам да преюдицирам во делот на било каква друга вина, но факт е дека извештајот кој што ми е доставен од одделот за внатрешна контрола утврдил дека 2 помошници министри лошо работеле, од кои за едниот покренал дисциплинска постапка пред службите во рамки на Министерството за внатрешни работи. Адвокат сте, можете вие да тврдите врз на тоа што се го прочита, но веројатно било некоректно од ваша страна како министер. Со тоа ќе се занимава јавното обвинителство, тоа ќе оцени дали има основа за покренување евентуално кривичен прогон или грешен. Тоа ќе решава моментот по врз на овој извештај. Јавното обвинителство ќе постапува во рамки на ингеренциите кои што му се утврдени согласно закон. Во ред, што станува министерот Бујар Османи, министерот за надворешни работи, вас ве обвини за кршење на доверливост на документ. Станува збор за оној допис што вие го цитиравте и го објавивте. Кажавте дека постои допис од Европска унија, од Брисел, каде што се вели дека Европската унија ќе биде, нема да прави проблеми на почетокот на процесот, дека ќе има разбирање за оние луѓе кои патуваат со стари пасоши, со старото уставно име. Вие тоа го изјавивте, сега не знам точно со кој вокабулар, веројатно вака како што јас го цитирам. И Османи ве обвини за обелодување доверлива комуникација. Прво да прашам, имаше некаков таков допис? Што добивте? Што пишуваше таму? Јас многу пати досега сум кажал дека дигестивен хирург не може да биде експерт по меѓународно право и сега повторно ќе кажам дека дигестивен хирург не може да биде во никој случај експерт по кривично право и криминологија, а не може да биде очигледно ни вршител на дејност министер за надворешни работи, барем не може да биде квалитативен за предметната позиција заради тоа што во најмала рака еве најблаго да се изразам, човекот говори работи кои што немаат никаква врска со реалност и фактичка состојба. Сега, прва работа. Кардиохирург беше Бериша во Албанија, само да не мешаме професијата, човекот просто професијата не мора да. Видете, ај го повлечам зборот дека дигестивен хирург може да биде добар министер за надворешни работи, може би и може. Ама никогаш нема да го повлечам зборот дека дигестивен хирург не може да биде експерт по меѓународно право. Затоа што никогаш не може да биде, освен ако не заврши правен факултет, при тоа не посвети доволно време од својот живот на едукација во овој дел, па на крајот да седне човекот и да даде нешто експертско во рамки на неговата теза, која што јас гарантирам дека е спротивна согласно сите меѓународни конвенции кои Македонија е должна да ги почитува.
а претходно ги имам многу пати цитирано до сега. Значи, состанокот кој што е одржан на 13.2, мислам дека беше 13.2, 2024 година во Брисел, каде што представник на DG Home, представник на DG како се викаше се, и на Европската, представник на Европската, на тела во рамки на Европската комисија, изразуваат разбирање за проблемот кој што токму овие неработници го наметнаа на Македонија. Кога велам неработници, мислам на Бујар Османи и сите останати, да не ги радам сега еден по еден. Изразуваат разбирање заради тоа што знаат дека правото на слобода на движење е дефинирано во Европска конвенција за човекови права. Правото на слобода на движење судот во Страсбург го зел како право врз основа на кое што изрекол илјадници пресуди и при тоа задолжил држави за непочитувањето на истото за финансиски надоместоци. Заради тоа што тие луѓе не се како овие луѓе што управуваат во Македонија, измешани од аспект на работна професија и позиција за која што си имаат професионално образовано во рамки на својот професионален животен век и образован. И нормално е дека ќе имаат разбирање за овие неспособни неработници, особено во делот на кршење на човекови права. Па правото на слобода на движење не го измисли Бујар Османи. Правото на слобода на движење е утврдено како основно човеково право во сите меѓународни акти, кои што гарантираат основни човекови права. И сега замислете, уште една ексклузивна информација ќе ви дам. Не се повеќе Босна, Црна Гора, Македонија и Грција кои што кршат ова право на македонците. Со старо уставно име, кои имаат соодветен пасош. Денес имав разговор со министерот за внатрешни работи на Босна и истиот ми извести дека такво нешто нема да е проблем повеќе за влез и излез во рамки на неговата држава. Значи дека ниту во Босна нема да е проблем да се влезе и да се излезе со стара патна исправа. Овој разговор дојде како последица на разговорот кој што го имав во Брдо, Словенија, со државниот советник од Министерството за внатрешни работи, кој што рече дека ќе извршат детална анализа на причините про и конс, ќе разговараат со министерот и така натаму. Еве, крајно сум му благодарен на министерот за внатрешни работи на Босна, кој што денеска, негде околу 16 часот, ми извести дека во Босна тој проблем ќе го нема. Ќе го нема. Со разговор со црногорскиот министер за внатрешни работи во Брдо во Словенија, бев уверен дека со личните карти нема проблем да се патува во Црна Гора, а имаше проблем до пред некое време. Сега, знаете ли зошто? Еве уште една ексклузивна информација. Заради тоа што така било побарано, барем така ми беше соопштено, од страна на нашиот амбасадор во Република Црна Гора. Значи, пазите сега, многу внимавам што зборам. Амбасадорот на Македонија во Црна Гора побарал од тамошните служби влез-излез да има само со лична карта, а не и со патна исправа со старо име, замислете. Инаку да не побарал, нема да било проблем. Ама кога барал, требало да бара и со пасош да се влезе. Тука е проблемот. Значи, тој побарал само со лична карта да се влезе. А овие други 100.000 кои што имаат важечки пасош, а немаат важечка лична карта, не можат да влезат. И сега, замислете се, јас му велам на колегата, колега, ме прашува како е тоа возможно, ми викам, тоа е сега, што да правиме, тие се условите, тоа е, Балкан, знаеш како е. Ми вика, што е работа? Велам, 100.000 луѓе имаат пасош, тој пасош има важечки втиснат датум, а немаат лична карта. Од тие 100.000 луѓе, велам, еве, 1% да решат да дојдат во Црна Гора, тоа се огромни финансиски средства за вас. Така ли?
Така е. Ај викам ве молам да видиме што може да направиме во однос на оваа тема. Ај ти вика ќе разговараме. Важно со лична карта веќе нема проблем, ќе видиме да го решиме и тој проблем. Се надевам дека ќе ми извести и црногорскиот министер дека и во Црна Гора нема да има проблем да се влезе со стариот пасош во однос на оваа бројка на луѓе. Сега што излегува на крајот? Излегува на крајот дека само македонци, само Македонија и Грција не овозможуваат, Македонија не овозможува излез со стара патна исправа, а Грција не овозможува влез. Сите, пазете сега, овој билатерален договор прави проблем само за нас и за Грција, како што и тврдев цело време, дека ќе е така. А не може да прави и за останатите земји. И нашите граѓани со старите патни исправи секаде може да патуваат без проблем, освен во својата матична земја, да излезат од неја. Сега, имаше еден амбасадор со кој што разговара во претходниот период, вели, Македонија, вика, господин министер, е земја на парадокси. Така е. Само Македонија може да издаде патна исправа со важност од 10 години, а при тоа да ја прекине на втората година. И да рече, веќе не може. Нажалост, тоа е. Таму се наоѓаме, тоа е реалноста во која што живееме, но народот сакам една работа да знае. Ова не е последица на македонскиот народ. Ова е последица на овие полтрони кои работат исклучиво во туѓи интереси, а при тоа најмалце што сакаат е својата држава и својот народ, од кое што зимаат плат. Нажалост, тоа е вистина. Министре, да позборуваме при крајот на разговорот и за... Сега, вие сте министер во момент за внатрешни работи, но бевте адвокат, професијата ви е адвокат, нели? Вие сте кривичар, министер по кривично право. Не, магистрант. А магистрант. Така е, немам одбране, немам напишано теза, немам одбране. Да се така е. одбраните и посакам. Ви благодарам. Ке најдете време. Слушам дека сте многу активни на сите планови, така што тоа убаво се заврши. Но во секој случај имате едно искуство за кое сакам да ве прашам, ме потсетите преска со спомнавте правда, правосудство и веднаш ми паѓа на ум оној период нема правда, нема мир, обидот преку една специјална институција, специјалното јавно обвинителство да се направи пресврт во правосудството. И вие сте, барем така прочитав, еден од адвокатите кои бранеле случај во специјалното јавно обвинителство. Јас, како да кажам, не сум правник. Порано во кариерата немав доприни точки многу со овие црна хроника, правосудство и таква работа, ама се заинтересирав особено во периодот кога се формираше таа институција, малку за овие прашања и знаете како заврши неславно таа институција, обвинителката Кацена заврши во затвор со правосудна судска пресуда, таа е можеби во втората половина или веќе пред крај на издржување на затворската казна. Сега од чудни причини ставена црна листа на Соединените американски држави. Јас тоа баш и не го разбирам, но кој ќе ги разбере сега идеите на Вашингтон. Како вие ме интересираете како човек кому ме кривичното право, кривична правна материја зале професија, лепвадето тоа, како го доживеавте тој период на формирањето на таа институција и тој неверојатен, страшен пат на таа институција која требаше да донесе некаква промена во Македонија? Ви благодарам на прашањето. Денеска извадивте вака доста интересни теми од мене, морам да признам. И ова ќе е интересна тема. Ова многу пати го имам кажано на телевизија, но допред 2-3 месеци никогаш не сум го зборил позиција сегашна. Ќе пробам да внимавам во начинот на изразување за тоа што слободата на еден адвокат е многу поголема него слободата на еден министер, особено на позицијата на која што сум јас, но ова се е факти кои што ќе зборам. Специјалното јавно обвинителство беше адхок решение кое што се покажа дека е катастрофално. Зошто? Заради тоа што со адхок решенија, надвор од системски решенија, се уништува држава, а не се гради држава.
колку и да сакаме да се убедуваме себе си дека било нужно, морално, вакво, такво, не знам какво, мојот начин на размислување е дека никогаш по краткиот пат не можеш да стигнеш до целта. За да стигнеш до целта, а тоа да е нормално и да немаш концесии, мора да одиш скала по скала и мора да одиш по долгиот пат. А долгиот пат никогаш не е адхок решение. Долгиот пат е системски решенија, макотрпна работа, вложено време, вложено знаење, вложени ресурси на крајот за да дојдеш до целта. Сејо, хибрид решение адхок даде катастрофални резултати од секој аспект. Сите знаеме што се случи, тај со обвинителката, тај со обвинителството, тај со ресурсите, така да многу не треба да го зборам тоа. Еве, се ќе зборам само за еден предмет, кој што беше трубен во јавноста на најако, од кој што предмет со детално, значи нека не мисли народот, нити па оние кои што постапувале во рамки на обвинителството, дека ова ќе биде заборавено. Ова нема да биде заборавено. Ова ќе биде тема како на идните институционални функционирања за да се покаже дека еднаш за секогаш политичкиот прогон треба да заврши во оваа држава, така ќе биде тема и на идни научни доктрини, може би било тема и на мој иден магистериум, а може би зошто да не во иднини докторат. Имавме еден кривичен предмет за кој што јас одговорно тврдам дека беше класичен политички прогон. Зошто? Заради тоа што немаше ни еден елемент потребен за да имаме кривично дело злоупотреба на службена положба и властување. А при тоа имаше незаконитости флагрантни во најмала рака 7. Тоа беше случајот Топлик, каде што специјалното јавно обвинителство по информации кои што ги имав тогаш отворило предмет за Сончев град заради тоа што обвинителот кој што во тој временски период го водел овој предмет, немал што друго да работи. Па неговата, ова се чаршиски муабети. Кој што чаршиски муабети на крајот на денот се потврдија дека со ваквото завршување на истиот биле се друго само не лага. Сега. Се ќе ви кажам. Топлик како почна? Топлик почна со едно обвинение на 4 странички, обвинети 5-6 луѓе, при тоа целокупната постапка се водеше едно 5 години, со флагрантно кршење на се што значи процесно право и процесна правда. Во тој случај одговорно тврдам, утре други ден ќе биде предмет, тој предмет ќе биде предмет на ревизија. Во тој случај имаме, пазите се, незаконски обвинител, процесните действија на обвинителот, одговорно тврдам дека од аспект на овластување се незаконити. Имаме незаконски веш наод, значи вештиот наод кој што беше изготвен од страна на директор на одредена институција кој што по сила на закон не смее да биде вештак. А при тоа првото вештачење кое што ги имаше изготвено беше прогласено за незаконито согласно член 12 од Законот за кривична постапка од страна на судечкиот совет кој што го судеше овој предмет. И при тоа врз основа исто такво вештачење, потполно истото препишано, само после 2 години, од страна на истиот вештак, кој што беше директор на истата институција, на која што беше директор и претходно, донесе такво вештачење како што донесе, во кое што најодговорно тргам дека има најмалце 9 лаги. Флагрантни лаги. Знаете какви лаги од правен аспект? Имаме црно, тој вели бело. Имаме бело, тој вели црно. Лаги кои што многу едноставно институција која што треба да утврди дали вештачењето е согласно професионални стандарди, ќе ги утврди во еднина. А при тоа, замислете, имаме и, пазите што имаме, мислење од Државната комисија за спречување на корупција дека тој вештак не смее да изготви вештачење. Особено не за предмет каде што институцијата, предмет на каде што тој е директор, е оштетена, наводно, во рамки на граѓанската постапка, од која што пак е произлезена кривична постапка. Вие знам дека многу добро ме сваѓате што зборам, а и секој малку упатен во правото ќе ме разбере што зборам.
овој предмет е суштината на синтагмата која што вие ја кажевте, на фразата која што покрадне јаднице македонци на времето, нема правда, нема мир. И токму овој предмет, завршен говор кога давав, го почнав со истата реченица. Нема правда, нема мир. Зошто? Заради тоа што таа фраза беше така страшно злоупотребена овие 10 години, слободно можам да кажам. Не е само од 2016 па навака. 10 години и повеќе така страшно злоупотребена што ја изгуби смислата. А таа фраза и како има суштинска смисла. Ако ние сакаме да имаме држава, ако ние сакаме себе си да велиме дека за себе си да велиме дека имаме европски вредности, европски стандарди, дека Македонија е дел од Европа, ние еднаш за секогаш мораме да употребиме еднаков третман, владење на право, процес на правда, презумпција на невиност и се она кое што е основен принцип во правото да важи за сите, без оглед дали, да не се повторувам од преска, станува збор за конкретен човек кој што е црн, бел, лев, десен, ваков, таков, не знам, или било каков. На било каков начин поврзан со било кого. Знаете што беше клучното прашање што сака да го поставам? Имаме една дилема која јас не можам да се расчистам во себе, се уште. Пишував за многу случаи поврзани со специјалното јавно обвинителство и за некои други, како што ги нарекуваат, високопрофилни случаи, нели? И скоро безостатно во сите случаи бев шокиран или изненаден, благо кажам, изненаден од тоа какви обвиненија читав пред себе. Друго прашањето, што навистина се случило некои случаи кои се третирани, дали некој бил виновен и зашто бил виновен. Ги читам обвиненијата, не се суди по перцепција, туку по обвинението. Така. Ја бев шокиран бидејќи во најголем дел од обвиненијата, ќе спомнам едно, например, обвинението против поранешниот спикер на Собранието Трајко Вилјановски за настаните од 27 април, делот од обвинението кој се однесува на него конкретно, на неговата измислена вина, јас сум убеден дека тој процес ќе заврши со обвинителна пресуда, не може поинаку да заврши. 40 негови колеги од Собранието, со Зора Захов и сите други, рекоа, нема врска човекот, тоа знаете го радат, нема врска, глупости со ова. Тој дел од обвинението, тој човек е суден и првостепено осуден за тероризам. Пазите се, друг затворската казна од 6 или 7 години колку беше, па тој друг бисер, нели, за тероризам, не сакам да коментирам тој дел, но тој дел од обвинението беше, не претерам, 3-4 куцани реда. Ја просто со Трајко не сум пријателувал, посебно од претходно сум се гледал. Не му верувам дека Трајко, викам извини, да кажам, генерација сме, можеме да се збориме по слободно. Мора да има нешто друго, мора да има нешто, не може од ова да е. Или ако има нешто друго, ќе го има обвинението. Мене ме судат врз основа на обвинение. Не можев да поверувам дека со такво обвинение и други обвиненија, кај што нема докази, нема вештачења, има спорни вештачења, просто неверојатни ситуации се донесува, па некогаш и драматични, тешки пресуди со високи затворски казни. Се прашањето ми е следно. Ова ми е јасно, одмаздата ми е јасна, јакобинската правда, принципот ми е јасна, гилјотината ми е јасна, сето тоа ми е разбирливо. Но не можам да сватам луѓе од вашата фела, ваши колеги, обвинители, некои порано биле, може би нешто друго, суди, некои станали и така натаму. Истражители во Министерството на внатрешни работи. Па не е возможно да немаме ние толку, да се сите толку неспособни, недоветни, да не речем неписмени, глупави за да пишуваат вакви сообщенија. Ја во тоа не верувам, просто бидејќи сум сигурен дека имаме способни луѓе во вашата фела.
Имаме способни сигурни адвокати, и обвинители, и полицајци, и инспектори, така натаму. Како е можно, зошто се правени вакви обвиненија кај што јасно било дека ќе падат? Сега кажувам нешто што нема да им се допадне на нешто слушаат, меѓутоа не падна најголем дел од тие обвиненија за кои ја пишував поради тоа што се изменил кривичниот законник, кој по мене и требаше да се измени, но падна поради фактот што овие обвиненија беа спорни навистина. На повисоките судови, на апелација, мамо таму паѓаа паѓаа колку круши паѓаа. Како е можно да се случи такво едно да се демонстрира едно на недоветност во целата борба за правда и за мир? Недоветност. Па ако е недоветност, или не знам што е, просто не можам да разберам. Господин Гировски, тој збор многу често го потребувам сега и факт е дека по име недоветност, непрофесионалност, неписменост и така натаму во тој контекст се одлика за добар дел од овие кои што имаа моќ претходниот период и се уште имаат во некој дел, но исто така е факт дека имаме голем број на луѓе кои што се многу писмени, професионалци кои што си ја сакаат Македонија и можат да сработат во сите сфери, но нажалост тие не напредуваат врз основа на мерит систем и тие не можат да стигнат на одредена позиција и за тие, конкретно еве да речеме во Министерство за внатрешни работи, има 3-4 многу интересни факти, 20.000 тужби се поднесени против Министерство за внатрешни работи, 23 милиони евра се исплатени како последица на незаконски донесени решенија од страна на министерот од 2016 до 2023, 28.000 и други некои судски постапки кои што се водени овде во однос на претходно кажаното и 28.000 прераспределување имаме во овој временски период. Замислете. И сега поставаме на логично прашање. Дали политичкиот реваншизам и незаконитоста при работењето и наводниот мерит систем во МВР не ги коштал граѓаните 23 милиони евра? Дали не е преголем луксус политички реваншизам и друго незаконито работење за сметка на сума од 23 милиони евра кои што нема да ги плати бабати и дедоти, туку ќе ги платат граѓаните на Република Македонија. Тоа е само една интересна тема која што отворам во делот на МВР. Во делот на ово кое што го збориме е поврзано со специјално јавно обвинителство и јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, пошто случајот кој што го наведовте е спроведен од страна на претходниот јавен обвинител за гонење, за борба со организиран криминал и корупција, тоа е господјата Вилма Рускуска, која што знаете по која мисла ќе остане запомената во Македонија. Имаше многу, но оваа една од појаките. Јас мечка да обвинам, судот мечка ќе осуди. Додека имаме обвинители што размислуваат така и додека имаме судии што постапуваат врз основа нова начало, ќе сме нова дереџа на која што сме. Тоа ви гарантирам дека ќе е така. Да, се согласувам. Овие обвиненија кои што вие ги кажавте, обвинението како за организаторите, така и за самата постапка за 27. Да му е срам на човек кој што положил воведва право, некој што завршил 4 години правен, па и положил правосуден, да седне да го чита. Ќе рече дали овој човек што го пишува ова има 2 грама памет у главата. Основни елементи на кривично дело нема во обвиненијата кои што јас сум ги читал. Основни елементи што треба да ги има кривично дело, време нема. Време на извршување на кривично дело нема во 50% од предметите што ги збориме ние, што се напишани тај од едние, тај од другие. Знаете ли, господин Гировски, ова што го кажувам, верувајте ми дека е 100% така, се надевам дека ќе имам прилика во иднина да седнеме и со документи да го збориме. Во еден предмет кој што сум постапувал, вештакот вели, ако условно е кажано штетава 3 круши, ако е условно кажано штетата 3 круши, условно велам, а при тоа, не знам, една круша
е сторена, ај да не зборам со круши, ќе утнам приказната, ќе ја кажам како што беше. Не. Значи претпоставената штета која што обвинителката ја имаше превземено од вештачењето беше негде од прилика околу, она сметала дека е таква, 2 милиона евра да речем. На претпоставена штета од 2 милиона евра, вештакот утврдил одредена сума која што од овие 2 милиона евра треба да се трне и беше 1.800.000 да речем. Сега, обвинителката наместо да одземе од 2 милиона 1.800.000 и на крајот да рече штетата е 200.000, ако има штета, обвинителката во барањето наведува 3 милиона и 800. Абе сега, ја не сум сега, мака ова е математика, се учи у прво оделение, не се учи на првостуден која полагаш. И сега и велиме на обвинителка, ова се одзема, не се собира. Не, вика, јас така го разбирам. Она само собира. Така го разбирала она. И сега вие кои имате обвинител што така го разбира, што не прави разлика измеѓу собира и одзема, што сакате да правиме уобет за што да разговараме ние друго? На тоа ниво сме моментално. Како ќе изгледа правдата ако ВМРО ДПМН победи на овие избори, анкетите влада ќе победи, ако ја преземе извршната власт и шанса да прави реформи во правосудството? Биде ли подобро? Вие сте председател на правната комисија на ВМРО. Или бевте? Се уште формално не сум сменет, но суштински не ја обавам таа позиција. Да, формално не сум сменет, но таа позиција не ја обавам повеќе од 2 месеци. Биде прашан за тоа. Апсолутно да. Апсолутно да. Министер трено друго. Апсолутно. Знам се шијат доста дела сега. Овие кројачи не може да постигнат во Скопје. Факт е дека теснав доста оддела изминатиот период, ама тоа е ради килажата, не ради тоа што ќе беше после 8 мај. Видите, одговорот е повторно е истата е суштината. Само треба да нити министрите, нити македонските граѓани, нити добронамерниците топла вода не треба да измислуваме. Само треба да го почитуваме законот еднакво за сите, да имаме честна мисла, честна волја, не да крадеме, туку да дадеме на Македонија и на македонскиот народ. Многу едноставно. Со нормален пристап, со знаење, со професионалност, со искуство позади себе, со емпирија позади себе, со вложување максимално, со работа, никако поинаку, правда ќе има. Зошто? Заради тоа што во еден нормален систем, нормално е да се очекува да имаме правда која што и од процесен аспект, и од суштински аспект треба да ги нормализира односите во Република Македонија. Политички прогон не смее да има. Ова многу пати го кажувам и уште многу пати ќе го кажам. Политички прогон не смее да има. Одмазда не смее да има. Зошто? Заради тоа што на таков начин не можеме да имаме нормално општество. Нормално општество може да имаме само со почитување на закон, само со почитување на принцип на презумпција невинност, но со одговорност. Оној кој што се огрешил пред законот и се посрамотил пред македонскиот народ и пред Македонија, мора да одговара. Мора да одговара, но во законите постапка. Процес на правда мора да има. Во нормална комбинација на овие два принципи, ние ќе имаме нормална држава за многу кратко време. Зошто? Заради тоа што само треба чесен пристап. Чесен пристап, знаење, работа и нормалност. Така ќе оствариме целта која што сите, па видите, кој не сака да живее во нормална држава? Има таков што не, освен овие бандитиве и полтрониве. Ниф им одговара. Ниф им одговара. Сите ние сакаме да живееме во нормална, ама нормална држава, господин Геровски, не треба многу за да народот го види тоа. Еве, уште една работа ќе ви кажам, што не сум ја кажал до сега. И народот ќе знае дека не треба чуда за да малце од малце се отскокне од оно ненормалното од вчера.
Јас живеев до пред година дена наспроти главна капија на МВР. Тука живеевме со сопругата и со децата. И ме знаат тука од комшиите кои што до вчера, 7-8 години таму живеев. И испаѓа еден комшија ми вика вратата на капијата, отвори, кај што вика, не, таа ви текнува на таа снимката од времето, па тука наспроти нејза. И сега јас давам интервју, човеков испаѓа еден од комшиите, вика комши здраво, ај вика нека ти е со среќа, фала викам, ќе ми треба за ваму бога ми. Абе вика те молам, ова возила што ги паркираат вика тука по тротоаров. Да вика замоли ги да ги трнат вика. Нити имаат право да ги паркираат, нити па вика дозволуваат друг да паркира, само вика службеници во МВР паркираат. Сопруга вика со мало дете не може вика да се симне до Камп Маркет вика да си купи основни работи што и требаат, нити вика да го однесе до доле до паркот вика да се прошета. Денес нема веќе таму возила. Знаете зашто? Се погоди едно од возилата да е на еден од моите советници. А јас при тоа сум рекол не сакам возило да видам овде, ве молам викнете ја пајак службата, нека ги кранат. Го дигнали и неговото. И сега никој не паркира. Зошто? Заради тоа што како што мојот советник, така и другиве советници не може да паркираат таму. Чим сум ја дигнал на мојот, си викаат па за нашиве, па му обед да не правиме. Така да примената на правото треба да е еднаква за сите. Без оглед дали се од лево или се од десно, пак ќе повторам. Кога законот важи еднакво за сите, за релативно многу краток временски период, ќе можеме да ја вратиме надежта кај луѓето. А полека со примена на европски принципи, кои што не се разликуваат од нормалното за мене и за вас, ама вистинска примена, ќе си ја вратиме државата. Воспротивно, нема да има држава. Мислам дека ова е последна шанса. Министри, благодарам на ова интервју. Ви посакувам на 24 април и на 8 мај да не мора да вртите телефони, да биде спокојно, мирно, да биде секако што треба, бидејќи рековте после 8 мај уште 2-3 дена имате, се ги спакувате. Одлично е така. Ферите. Цвеќе имам едно, цвеќе едно донесов во министерство, тоа и ќе си го земам. Да. Моје си е тоа, не е од министерството. Ви посакувам успех во овој период, некако да успееме да одржиме сите заедно, бидејќи тоа е заедничка врска на сите, една спокојна атмосфера за изборите, луѓето фери демократски се изјаснат, да излезат, да си го остварат своето право, па потоа ќе видиме кој кај ќе биде. За мене се знае да ќе бидам, а за вас ќе видиме. Ви благодарам многу за она кој што ми го посакавте. Еве јас ќе го посакам исто тоа да имаме нормален предизборен период и особено да имаме нормален изборен процес како на 24 април, така и на 8 мај. Сигурно ќе бидам еден од најсретните кои доколку тоа се оствари така. Ви благодарам уште еднаш за поканата, ми беше чест да бидам гостин од вашата емисија. Почитувани гледачи, тоа во ова издание, очекувајте го следното многу скоро. И ако ви се допаѓа тоа што го работиме, заседете го нашиот профил на YouTube.